Секоја општествена криза е сериозен тест и за властите и за граѓаните, но тест и за медиумите. Оти се покажува дека овие настани се плодна почва за ширење на лажни вести. Феноменот со лагата маскирана како информација не е само македонски. Целиот европски континент се соочува со наплив на информации кои што се судираат дури со официјалните ставови на науката во однос на пандемијата. Кај нас ова е најчесто партиски или политички мотивирано. Но на што ширачите на лажни вести не го разбираат е дека всушност не само што го уништуваат правото на граѓаните да бидат вистински информирани, туку на некој начин и ги штитат властите, затоа што на нив полесно им е да демантираат дека денарот нема да девалвира или дека ќе има доволно брашно за сите, отколку да се соочат со сериозна и аргументирана критика. Оваа емисија на Агенда 35 ја посветуваме токму на лажните вести во време на пандемија. Следете на. Во Агенда 35 ке гледате. Не можете да им наредите на луѓето да не веруваат во лаги, но можете да им понудите силна транспарентност и кредибилни информации. Експертите се согласни дека најдобра борба со лажните вести се вистинските. Кои се најголемите светски теории на заговор во врска со пандемијата? Зошто е важно да се има професионален и независен јавен радиодифузен сервис во битката со дезинформациите? Останете со нас. Пандемијата на коронавирусот, освен што зарази над 1 милион луѓе во светот и десетици илјади починаа, таа го инфицираше и медиумскиот простор со бројни лажни вести поврзани со оваа инфекција, како во светските, така и во македонските медиуми. Изминатиот месец, колку што во Македонија се одвива битката со коронавирусот, паралелно се води борба против дезинформациите кои се поврзани со вистинската состојба предизвикана од овој невидлив непријател. Како еден од многуте примери е дезинформацијата дека граѓаните ќе останат без леп, бидејќи државата ќе се соочи со недостаток од брашно, пошто овие објави во медиумите експресно беа демантирани од сите релевантни институции. Во насока на подкопување на довербата во здравствениот систем беа пласирани информации дека државата нема доволен број на респиратори, зашто министерот за здравство Венко Филипче постојано уверуваше во спротивното. Во изминатиот период беше забележано изнесување на невистини во однос на тестирањето на коронавирусот, иако според официјалните статистики од регионот, само Хрватска и Словенија се пред нас во однос на направени тестови на 1 милион жители. Канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија исто така се приклучи на борбата со лажните вести, бидејќи во нивно име на социјалните мрежи се споделуваат дезинформации за актуелниот вирус. Оттаму посочија дека ширењето на вистини во време на здравствена криза прави луѓето да бидат незаштитени и поподложни на болеста, а дополнително се шири параноја, страв и стигматизација. Овие наслови кои што ги спомнавте, да кажеме, секако дека постојат за да донесат многу кликања, кои што на крајот на криштата нема да донесат само кликање, ќе донесат и многу паника и многу страв. Мора да бидеме сите одговорни, мора да бидеме сите совесни во ваква ситуација, заради тоа што на крајот на криштата, ако создаде преголема паника и страв, тие кликови ништо нема да вредат. Никој нема да му донесе ниту пари, ниту збогатување, туку едноставно тие кликови ќе придонесат само да сите загубиме и од нашата вредност во финансиска смисла и да создадеме поголема економска криза, но пред се да создадеме една психолошка криза, страв и да на крајот на криштата ја отежнеме борбата со коронавирусот, а тоа во овој момент не ни треба. Правилната информираност во актуелната состојба со коронавирусот е исклучително важна. Според Кордалов, потребно е граѓаните медиумски да се описменат, критички да размислуваат, да ги проверуваат информациите и изворите на вестите. Клучно за властите пак е да бидат транспарентни. Мора да даваат што е можно поголем број на информации, заради тоа што најдобрата борба против лажните вести е со кредибилни информации. Вие не можете на луѓето да им наредите, барем не во демократија, во што да веруваат, во што не. Меѓутоа, она што можете да го направите е да им ги понудите кредибилните и официјалните информации. Да постојано бидете достапни и постојано и преку медиумите, меѓутоа и директно преку социјалните мрежи да им го дадете она што како податок им треба. И секако медиумите се четвртиот дел во битката со лажните вести, меѓутоа многу често и првиот, заради тоа што во денешно време на хиперпродукција на вести, луѓето се повеќе веруваат на медиумските работници, новинари, сниматели, фотографи, буквално медиуми, и веруваат или не според подписот на самиот текст, на самиот прилог, на самата фотографија, видео и така натаму. Најчесто лажните вести таргетираат недоверба во институциите, но добро е, оценува нашиот соговорник, што здравствените власти се погрижија за навремено информирање. А недовербата во институциите на долг рок може да направи многу сериозни проблеми, може да направи буквално да не оттргне
од она што се нарекува правилно постапување и правилна организација на целосниот систем. Себичноста, несолидарноста се првите одговори кои што можевме поединечно да ги видиме оваквата криза. Значи, всушност, ако не градите добар систем, односно дозволувате лажните вести да го подкопуваат системот и институциите, ќе биде останато секој индивидуално да се снаоѓа. Во таква ситуација може да се случуваат многу негативни моменти. Среќата или позитивната околност се тука што здравствените власти, надлежните, навистина се поставија како што треба и навистина се погрижи информациите да стигнуваат постојано. Секако дека има простор за подобрување, продлабочување, меѓутоа во основа медиумите и граѓаните можат секојдневно или час во час да добиваат официјални информации. Вие не можете, повторно ќе кажам, на ниеден граѓанин, на ниеден медиум да му кажете која информација ќе ја земе и ќе верува. Меѓутоа, она што можете и треба да го правите како институција е да нудите официјални, кредибилни информации. Колку повеќе тоа го правите, толку ќе биде секој повеќе информиран. Секој има денеска одговорност, најголема на институциите, меѓутоа и граѓаните, и медиумите, и компаниите, сите сме дел од овој систем. Ако сакаме час поскоро да се избавиме од ова, да се посветиме на она што е наше секојдневие, се надевам со научени лекции, ќе мораме да бидеме разумни, ќе мораме да ги избегнуваме лажните вести, бидејќи секоја лажна вест само ќе го зголемува времето во кое што ќе седиме повеќе во карантин и се повеќе ќе чекаме ова сето да се реши. И покрај лесното ширење на лажните вести на социјалните мрежи, сепак истите оставаат голем простор за добра информираност од официјални и кредибилни извори. Па така, точните информации се лесно достапни на Facebook, YouTube, Twitter, кои имаат обврска и да филтрираат. Нема да донесе добро ако шириме макар и полукредибилни информации или непроверени информации. Едноставно се што можеме денеска направиме е да ги почитуваме здравствените авторитети, да ги оставиме да ја водат битката. Заради тоа што ова е здравствен проблем, ова не е ниту политички проблем, ниту било каков друг проблем, тука е пред се здравствен и едноставно здравствените авторитети мора да се изборат, а ние ќе помогнеме ако не шириме дезинформации, ќе помогнеме ако ги почитуваме препораките и тоа е она што можеме во овој момент барем да го направиме. Кордалов апелира граѓаните да обрнат внимание на тоа кој е авторот на веста, каде е објавена и изворот на кој се повикува. Важно е и критички да се размислува, но и да се има дигитална писменост за полесно да се наоѓаат информациите кои се официјални и кредибилни. Теории на заговорот секогаш кружеле околу големи светски катастрофи. Меѓутоа, откако се појави коронавирусот, се чини се надминуваат и најлудите сценарија типични за најоткачените трилери. Откако светот за прв пат слушна за коронавирусот, кој што се појави во Кина кон крајот на минатата година, инспирираше бројни приказни, што во медиумите, што на социјалните мрежи, од тоа дека вирусот му избегал од раца на некој неспасен научник од лабораторија или дека е намерно создаден и пуштен меѓу луѓето. Противниците на вакцините или така наречените антиваксери спекулираат дека ова е масло на големите фармацевски компании кои што сега ќе пласираат вакцина на пазарот и со тоа ќе направат милиарди евра. Па се до наводната поврзаност на 5G телекомуникацијските мрежи со неговото ширење. Секакви конспирации кои што во недостиг на докази предизвикуваат паника и страв меѓу луѓето. Настрана што велат епидемиолозите, голем број на граѓани се убедени дека вирусот е создаден во лабораторија. Американците, на пример, мислат дека е тоа во Вухан, и деновиве некои американски весници повторно ја пласираат оваа теза, некои мислат дека за ова стои Русија, а кинезите пак велат дека овој вирус потекнува од Италија или од некоја воена лабораторија во САД. И секако за ниедна нема никаков доказ. Она што е научно потврдено е дека ова е вирус од фамилијата корона. Научниците го споредија геномот на овој нов коронавирус со 7 други од оваа група, како што беа и SARS и MERS. Сличните вируси на овој потекнуваат од диви лилјаци, па така и овој, наречен SARS-CoV-2, кој што преку пазарот за диви животни во Вухан се вдомика локалното население. Научниците потврдија дека сите теории за генетско инженерство на вирусот се неосновани, бидејќи при секвенционирање на геномот не се забележани никакви вметнати гени, туку напротив, докажано е дека вирусот се развил природно. Последните неколку недели и македонските граѓани се почесто споделуваат по социјалните мрежи вести од сомнителни медиуми, според кои наводно новата петта генерација на бежични комуникацијски технологии или 5G се доведува во корелација со појавата и ширењето на коронавирусот. Некои мислат дека 5G го ослабува имунитетот на луѓето,
а други пак дека преку оваа технологија се пренесува коронавирусот. Научниците тврдат дека тоа е биолошки невозможно, а ваквите написи според нив се лажни вести од најлош вид. Научното објаснување дека 5G технологијата се базира на радиобранови со ниска фреквенција од електромагнетниот спектар. Помалку мокни од видливата светлина, со што не се доволно силни да ги оштетат клетките, за разлика од, например, зрачењето на сончевата светлина или пак рентген зраците. Станува збор за неионизирачко зрачење кое што не е штетно за здравјето на граѓаните, а уште помалку може да се поврзува со коронавирусот. Како аргумент повеќе, коронавирусот се прошири во цел свет и особено брзо и во земји кои што воопшто не ја користат 5G технологијата. Господјо Трпевска, добар ден, ви благодарам што сте дел од нашата емисија. Ова емисија, како што знаете, зборуваме за колку е важна независноста на јавните сервиси, каква улога имаат во информирањето во еден информативен систем во едно општество. Велат дека потешко тоа да се изгради бренд во економската наука е единствено само тоа веќе уништен бренд одново да го изградите. Кога се анализира позицијата на македонскиот јавен сервис во општеството, имаме впечаток дека токму е тоа причината, дека 30 години се инвестирало во уништување не само на квалитетот на програмата, туку и на имиџот и на довербата што македонската радиотелевизија треба да ја има во општеството. Како гледате вие денес на позицијата на јавниот сервис? Концептот на јавниот сервис беше со години оспоруван кај нас, иако некаде 97 година стана јасно и на нашата политичка елита дека европскиот медиумски модел се разликува од американскиот, да речеме, по тоа што концептот на јавниот интерес е зачуван и во легислативата и во медиумскиот систем, пред се преку постоењето на јавен радиодифузен медиум, јавен радиодифузен сервис со сите негови карактеристики. Тоа беше вградено во законите, но не беше доволно да се трансформира реално македонската радиотелевизија тогаш од државен сервис во вистински јавен радиодифузен сервис. Во интерес на граѓаните и оно што е јавен интерес. Меѓутоа, што е со оној политички притисок кој што исто така сведочиме од аспект на тоа дека секоја власт досега имала апетити јавни или скриени кон јавниот сервис да го приземе по свој и да го искористи за свој вид на пропаганда. На овие простори, на целиот Балкан, не само во Македонија, јавните сервиси се соочуваат со специфични притисоци кои доаѓа пред се од политиката, од политичарите. Ниту една политичка елита не сакаше да се откаже од влијанието врз јавните сервиси и за тоа сведочиме цели децении наназад. Значи, законите се направени така за да јавниот сервис, барем на хартија, барем правно, нормативно, ги отсликува сите основни карактеристики на тоа како треба да изгледа еден јавен медиум за да им служи на граѓаните. Но во праксата никогаш не се случи тој да ја стекне таа и институционална независност, автономија и уредувачка независност и финансиска стабилност, односно да се финансира долгорочно од независни и јавни средства. Колку во услови кога дадените закони не се почитуваат, мислите дека е потребен нов закон? Јас не мислам дека е решението во менувањето на регулативата, ниту пак сега во правење на еден посебен закон, навистина ќе се изгуби време. Иако сметам лично дека има потреба од доградување на одредбите на постојниот закон за аудиовизуелни медиумски услуги во делот на македонската радиотелевизија во насока на развивање на модел на јавен сервис кој ќе им припаѓа на граѓаните. Како да се оствари тоа? Кои се тие механизми кои што овој модел? На пример, Советот на македонската радиотелевизија, тој е замислен како тело кој треба да го представува граѓанското општество во целина, но тој тоа не е. Клучното прашање е, за да може МРТ да се реформира, е најпрво да се создадат услови во политичкиот контекст. Значи, мора да има политичка волја. Според мене, секоја власт досега не покажала доволно политичка волја со тоа што постои разлика помеѓу една и друга власт, во која мера ќе врши влијание и на кој начин ќе го врши влијанието врз и методите се сигурно методите, различни. Јас и сега не мислам дека се односите меѓу МРТ и сегашната структура која е на власт дека се целосно во ред.
особено од аспект на финансирањето. Ако ние како медиумска заедница, како здруженија, како експертска заедница сме барале да се реши финансирањето на МРТ и се решило добро, во 2017 година се донесоа измени на законот, се обезбедија средства од буџетот. Тие средства, кога се утврди, значи кога се донесе таква одредба, требаше да се знае дека треба да се гарантираат тие средства на МРТ. И ако се да не бидат дека предмет на разговор. Да, не може да зависат од тоа дали има средства во буџетот или не. Клучна е степка, како што рековте, политичката волја. Ви благодарам многу за интервјуто. Во Агенда 35 следува вести од Европа, паметни проекти, италијански иноватор со специјален систем кој ги следи движењето на пациентите во кревети во старечките домови. Останете со нас. Франција и Германија имаат најголемо учество на расходите за здравствениот сектор како процент од бруто домашниот производ споредено со другите држави членки на Европската Унија, покажуваат последно достапните статистики на Евростат, а кои се однесуваат за 2017 година. Учеството на расходите за здравство во БДП кај овие две држави изнесува 11,3%, а веднаш зад нив следува Шведска со 11%. Спротивно, здравствените расходи биле помалку од 7,5% од БДП кај 12 држави членки, а најниско учество од 5,2% од БДП е регистрирано во Романија. Се проценува дека во 2017 година просечно во ЕУ расходите за здравствениот сектор изнесувале 9,9% од БДП. Во однос на бројот на население помеѓу државите членки на ЕУ, расходите за здравство биле највисоки во Шведска, Данска и Луксембург и изнесувале над 5100 евра по жител, а најниски во Романија 490 евра и Бугарија 590 евра по жител. Извозот и увозот на медицински и фармацевтски производи од Европската Унија бележи раст скоро секоја година во периодот 2002-2019 година. Извозот во 2019 година достигна 203 милиарди евра, а увозот 93 милиарди евра, покажуваат податоците на Статистичката агенција на Европската Унија. Извозот на медицински и фармацевтски производи бележи поголем раст отколку увозот, па така ако во 2002 година суфицитот изнесувал 18 милиарди евра, во 2019 година тој достигнал рекордно ниво од 109 милиарди евра. Главна дестинација на извозот на медицински и фармацевтски производи од ЕУ во 2019 година биле Соединетите Американски држави со учество од 32%, потоа Швајцарија со 11% учество и Велика Британија со учество од 10%. Увозот пак на медицински и фармацевтски производи во ЕУ најмногу бил од Швајцарија и тоа 32%, потоа од САД 31% и од Велика Британија 12%. Помеѓу државите членки на ЕУ најголеми увозници на медицински и фармацевтски производи во 2019 година се Холандија, Белгија и Германија, а најголеми пак извозници се Германија, Ирска и Белгија. Граѓаните на Словачка и Унгарија, споредено со другите европјани, најчесто оделе на консултации на лекар, односно фреквенцијата на регистрирани консултации со лекар им е скоро 11 пати, покажуваат последните податоци на Евростат, а кои се однесуваат за 2017 година. Од друга страна, за истиот период, жителите на Кипар и Шведска по просек се консултирале со лекар помалку од 3 пати. На ниво на Европската Унија бројките се различни, но во поголемиот дел од држави членки тие се движат помеѓу 4,3 и 10 консултации со лекар по лице. Според статистиката на Евростат, во нашата држава граѓаните во 2017 година во просек со лекар се консултирале скоро 9 пати. Инаку под консултациите со лекар се подразбираат консултации во амбулантата на лекарот, во домот на пациентот или во амбулантските оделенија на здравствените центри. Откако неговиот дедо 2 години поминал во дом за стари и немоćни лица, каде повеќе пати паднал од кревет, и сето поради тоа што лицата за нега не биле во можност да му посветат доволно внимание, еден иноватор од Италија преку својата компанија решил да изнајде решение. Било согледано дека во случаите кога еден негувател е одговорен за 60 пациенти, постои реална пречка да се разберат потребите на секој пациент одделно. Се дошло до заклучок дека главно за подобра поддршка на пациентите
сместени во дом за стари лица, е зајакнување на капацитетите на негувателите, сестрите и професионалните даватели на услуги. Па така, иновативната компанија за дигитално здравје развила визуелна компјутерска аналитика, која на негувателите им дава контекстуални информации за подобро разбирање што се случува со пациентите. Иновативното решение има за цел трансферирање на технологија и знаење во домовите за нега на стари и немоćни лица. Амбицијата е да се подобри квалитетот на поддршка која се дава на пациентите, потоа да се помогне на професионалните негуватели, како и да се направат домовите за стари лица да бидат напредна средина. Производот представува безконтактно решение базирано на вештачка интелигенција и компјутерски алгоритми, односно технологија за дигитален мониторинг со кој се овозможува подобрување на услугите во домовите за нега на стари и немоćни лица преку превентивни акции и персонализирана нега. Со дигиталното решение лицата задолжени за нега во секој момент имаат информација дали пациентот лежи на грб, стомак, лева или десна страна, колку време лежи во кревет, дали и колку време е станат од креветот. Негувателите преку системот добиваат и аларм за обиди на пациентите за станување од кревет или можно паѓање од него. Иновативното решение им овозможува на лицата задолжени за нега секогаш да бидат онаму каде нивната помош е најпотребна, а на старите и немоćни лица да добијат нега колку што им е потребно. Следната недела се гледаме со нова тема од процесот на европските интеграции, сигурно повторно низ призмата на пандемијата со која сите се соочуваме. Следете ги препораките на надлежните и останете со програмите на Македонската телевизија. Се гледаме.